Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево практично немаат автобуски превоз веќе долго време до останатиот дел од државата. Најавата дека вакцинирањето за регионот ќе биде организирано во Штип, за голем дел од нив е повеќе од проблем. Најмалку врски имаме спрема тој дел према Малчевијата, од вкупно некаде 8 линии што ги имавме спрема Берово, Делчево, сега се обраќа само една линија на вечер во 18:10 часот. Некои немаат сопствен превоз, а некои ниту пари за патни трошоци. Источен регионален пункт садата на Јордан Мијаков. А велат за истокот, ние од Берово немаме ни автобус, немаме ни ништо. Дали ќе доаѓе на Штип, како ќе биде тоа? Идентичен е проблемот и со Делчево, потврдува нашата денешна анкета. Това е кој какво се снемат. Кој какво си има могушности, парички, ако има човек, ако нема, ќе си дома, ќе си мри. Друго што ќе направи? Само да пушат автобус. Редовна линија да си пушат, како што си беше напреде. А сега како тоа, такси, знаеш колку е скапо? Преве сам дида. А тоа е трошок? А тоа е голем трошок да се плати такси. Веројатно на овој проблем досега никој не помислил, но тој може да биде сериозна пречка во одлуката граѓаните да се вакцинираат. Затоа прашањето е кој е надлежен и кој може да помогне овој проблем да се реши и на кој начин. Сигурно дека ќе излеземе во сусрет на граѓаните, односно ќе им помогнеме за да се превезат до одредената дестинација за имунизација од COVID-19. Согласно барањата на граѓаните, Советот ќе излезе во пресред сигурно да ги организираме превозот и да бидат вакцинирани луѓето против оваа болест. Сите оние граѓани кои што нема да имаат можност да ги платат патните трошкови за превоз до општина Штип, до вакциналниот пункт, општина Делчево ќе излезе во пресред, ќе го организира пресретот, ќе излезе во пресред за да можат сите наши сограѓани да ја примат вакцината против COVID-19. Колков процент од граѓаните ќе останат невакцинирани не може да се претпостави, но сигурно е дека здравјето е поважно од се. Очигледно голем дел од луѓето не може да си дозволат вакцина, токму поради транспортни трошоци.